Документ за брзи уставни измени влез на Бугарите во уставот, без никакви нови црвени линии или гаранции дека Македонија нема да најде на нови сопки уцени на патот кон ЕУ. Во суштина на ова се сведува долго очекуваната резолуција на СДСМ. Новина, за разлика од сите досегашни документи и резолуции, е поставувањето на прецизна временска рамка до кога најдоцна бугарите да бидат ставени во уставот. Филипче бара сите партии да се согласат првото гласање за уставните измени да биде на 15 декември, а целата процедура да заврши до февруари 2026. Иако беше најавено, во текстот нема ниту збор од најавата на самиот Филипче дека ако добиеме ново вето, Македонија ќе ги напушти преговорите. Чекајќи се и плашејќи се од некакви хипотетички предпоставки дека ќе се случат, ние не напредуваме и ние стагнираме. Ако ние постигнеме национален консензус, тогаш никој нема може да се бори со нас на тоа поле. Паралелно на тоа ќе зајакнува државата преку процесот на преговори. Ако сега седиме и се плашиме дека нешто можеби ќе се случи во иднина, гледаме дека ништо не се случува, младите се исилуваат. Единствен механизам кој го предлага СДСМ во случај на ново вето е претседателот на државата, собранискиот спикер и премиерот синхронизирано да пишеле писма до сите институции на Европската унија и да се жалат, ништо повеќе. Во однос на прашањата како што се јазикот, идентитетот, историјата и културата, се користат празните флоскули дека тие треба да бидат почитувани од сите државни институции, нешто што би се подразбирало и без резолуцијата. Во однос на јазикот и се забранува на владата да разговара за поинакво решение од тоа што е во преговарачката рамка, по приемот да нема додавки и фусноти. Интересно е што се бара целосно почитување на веќе постоечката собраниска резолуција по ова прашање, која владата на СДСМ и ДУИ целосно ја прегази со прифаќањето на францускиот предлог. Иако веќе е познато дека премиерот и владата, но пред се македонските граѓани, се строго против внесувањето на бугарите во уставот, сепак Филипче се надева дека партиите ќе дадат придонес во содржината на резолуцијата и ќе ја поддржат, бидејќи владата, како што рече, досега не успеала да договори со ЕУ одложени уставни измени и да обезбеди гаранции. Ние видовме дека тоа не е прифатливо. Европските институции тоа го кажаа јасно на владата. Не може да има уставни измени со одложено дејство. Иако ние на почетокот кажавме доколку владата се избори за таква позиција, а тоа било нешто што и претходната влада на СДСМ се обидувала да го добие и не успеала, ние ќе го поддржиме. Вака како што е напишан текстот на резолуцијата, тешко дека ќе добие било каква поддршка од партиите кои се дел од власта, бидејќи во суштина со него само се бара владата итно да ги усвои уставните измени, нешто што го бара и Бугарија и Европската унија. Таа е целосно контрадикторна со политиката на новата влада, која цела година ја убедува меѓународната заедница дека за Македонија е прифатливо да има уставни измени, но само ако тие се со одложено дејство или се добијат писмени гаранции. Премиерот Мицкоски во неколку наврати рече дека откако ќе го види текстот ќе се произнесе, но предупреди дека не очекува нешто различно од партија како СДСМ, која досега ги погазила сите црвени линии.